Уште само неколку дена до Великденскиот хуманитарен концерт посветен на нашата млада сограѓанка Александра Митровска, а во организација на Асоцијацијата за култура и уметност, Мултиарт и Телевизија Плюс. Голем број познати музички имиња ја поддржаа хуманитарната мисија и на вториот ден од Великден на сцената на Центарот за култура Трајко Прокопиев од срце ќе пеат за 21 годишната Кумановка. На граѓаните им останува само навреме да купат билети и да придонесат во обезбедувањето на поквалитетен живот на Александра. Ќе имате можност да уживате во убавата македонска музика, а истовремено ќе ја покажете вашата хуманост, велат од Мултиарт. По неколку годишна пауза, Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт Куманово во соработка со Телевизија Плюс и Центар за култура Трајко Прокопиев организира голем великденски хуманитарен концерт. Зошто велам по неколку години, бидејќи ние традиционално великденски организиравме хуманитарни концерти за различни целни групи, за различни потреби, истражувајќи на кого најмногу му е потребна помош, така организиравме концерти. Оваа година решивме да помогнеме на една наша млада сограѓанка, Александра Митровска, девојче која што се бори со церебрална парализа и на која што и се потребни многу средства за терапија која што ќе ја возможи подобар понатамошен живот. На концертот ќе настапат кумановски изведувачи и неколку надвор од Куманово пејачи. Ќе ги набројам за да знаат граѓаните кои се ќе настапи на великденскиот концерт. Значи тоа се Атанас Петров, Тања Јовановска, Милена Митковска, Мартинијан Кириловски, Драгана Станишковски, Спасе Антевски, Игор Младеновски, Стефан Тодоровски, Адријана Алачки, Филип Александровски, Александр Мишковски Терца, Миле Стојанов, Стефан Стојановски, Мирослав Јовановски, Мартин Станковски, Оливер Алексовски, Мите Стоилков, Горан Стоилков, како и пеачката група Панче Пешев од Куманово. Во оркестарот ќе учествуваат Сладјан Станишковски, Гоце Димовски, Иван Трајковски, Мартин Илиевски, Бајса Арифовска, Горан Милановски, Јовица Милановски, Зоран Гроздановски, како и Боби Амадеус. Билетите веќе почнаа да се продаваат. Предпродажба оди во нашата асоцијација преку нашите членови. Исто така и на денот на концертот ќе имаме продажба на билети. Цената на билетот е 200 денари. Сметаме дека тоа е една символична цена која што поголемиот дел од граѓаните ќе може да си ја дозволат и она познатото, нашето малку за Александра ќе значи многу. Ви ветуваме добра забава. Се надеваме дека репертоарот ќе им се допадне на нашите граѓани, бидејќи тоа ќе биде еден разновиден репертоар на македонска народна музика. Уште еднаш да напоменеме дека великденскиот хуманитарен концерт ќе се одржи во Центар за култура Трајко Прокопиев во голема сала во 19:30 часот на 22 април, втор ден Великден. Од мое лично име и од името на Асоцијацијата за култура и уметност Мултиарт на сите граѓани од православна вероисповест, сакам да им го честитам великденскиот празник и да им посакам здравје, среќа и берикет во нивните домови. Продолжува пролетната реконструкција и асфалтирање на улиците во приградските населби во Куманово, како што информираше градоначалникот Максим Димитриевски. Завршено е асфалтирањето на улиците 320, 324 и 325 во населбата Ајдучка чешма. За асфалтирањето на овие улици во оваа приградска населба од општинскиот буџет одвоени се над 5,7 милиони денари. Паралелно во тек е реконструкција на патниот премин со железничката пруга во село Черкези. Реконструирана е и улицата 705 во населбата Перочичо, а бекатон плочи се поставени на улицата Цар Самуил. Секторот за внатрешни работи Куманово известува дека возилата од улицата Доне Божинов се подигнати од страна на пајак служба поради поплаки од страна на граѓаните за попречување на нормално движење на пешаците. Подолг временски период е констатирано дека наведеното место е небезбедно за пешаците, бидејќи истите не може да се движат по тротоарите, со што се доведува до отежното одвивање на сообраќајот, стои во известувањето од секторот за внатрешни работи Куманово.
Полициски службеници од Одсекот за превенција при СВР Куманово во рамки на кампањата Безбедни училишта во основното училиште Браќа Миладиновци спроведоа симулативна вежба за евакуација во случај на елементарна непогода, информираат од полицијата. Овие активности се спроведуваат со цел на учениците да им се укаже како безбедно да ги напуштаат просториите во случај на некоја елементарна непогода. Овие превентивни активности ќе продолжат и во наредниот период во сите основни и средни училишта, се наведува во соопштението. Преку проекти на Центарот за развој на Североисточниот регион во текот на 2024 година обезбедени се специјални возила за шумски пожари, комплетна противпожарна опрема за пожарникарите, гаражни врати за пожарната во Куманово, товарно возило за потребите на јавното претпријатие Водовод, полуподземни контейнери. Она што ќе следува допрева е реализација на проект за урбано раззеленување на градот и останати активности. Што имаме добиено во 2024? Набавка на специјални возила за шумски пожари под висок притисок, и тоа 2 возила за пожарна Куманово, нешто што ни е многу неопходно. Потоа пожарникарите добија фул опрема за гасење лична заштита, меѓутоа и за теренско гасење на пожар. Набавка и монтажи на 5 гаражни роло врати, па малку пожарната заличена пожарна, што мене многу ме радува. Имаме и 5 ПВЦ прозорци, 30 метални ормари, 3 печки на палети, значи сето тоа е добиено преку Североисточен плански регион. Има простор уште да се специализира ова институција, затоа што е пожарна која сервисира во општина Куманово, најголема општина, помага, сервисира и во Липково, тие немат никаква пожарна, 60 пожарникара се на терен. Имаме, често пати помагаме и во Старо Нагоричане, значи некогаш и во други делови по потреба, во секој случај спремни се за работа. Сега со ова доопремување, мислам дека условите таму се екстра подобрени. Има простор, има потреба уште за скали, има потреба за плюс некои теренски возила, меѓутоа се работи и на таа набавка. Набавка на товарно возило за ЈП Водовод, тоа беше она возило во кое што дававме еден вид на позајмица. Имаме 60 полуподземни контейнери кои се преку општина Куманово дадени за чистоти и зеленило и кои се поставуваат на терен, па градот заличува на поубав град. Преку вас е набавена и бина, лед бим, сценска музичка опрема за фондација и култура и спорт. Потоа имате спомнато проект со Ќустендил, урбано раззеленување за поздраво дишење, кој треба да се реализира во рок од 30 месеци, што добива општина Куманово, односно граѓаните од овој проект. И имаме точка 848, исплата на вешто лице за потребите на судска постапка за недостатоци при изведба на кров на спортска сала Куманово. Зошто е ангажирано ова лице и што има утврдено? Урбано раззеленување, тоа е ИПА проект кој заедно аплициравме со општина Ќустендил, општина Куманово и Центарот за развој. Таква беше програмата, тоа беа практично некои насоки кај што може да се аплицира, тоа беше значи пожител како може да се зголеми квалитетот на воздух со некои индикатори, на пример ако дрвјата каде ги садите, колку луѓе живеат околу нив, така да Евгенија План изработи елаборат за поставување на урбана опрема. Да не сгрешам, не би кажал колку дрва, но доста дрва се од потек на новиот мол кај пазарот, тоа е значи па се до малиот кружен ток доле, ќе бидат поставени дрвја кои практично ќе бидат со минимум висина од 2 метра, а има, не сум сигурен колку и клупи и корпи за отпадоци. Пошто тоа општина Куманово го води овој проект, ја не ги знам точни податоци, меѓутоа знам од она што, пошто заедно го пишувавме проектот, тоа е на Треќа Македонска, така тоа е таа улица. После на Октомвриска револуција од спортска сала, таму знам дека една дренажа ќе се прави пред спортската сала и до големиот кружен ток исто така
ќе има садници од дрво, тие се чистота ги предложи разни врсти, тие се на латински, не ги знам како се викаат, и исто така ќе има клупи и канти за отпадоци. Економско училиште комплет ќе се среди дворот, со садници, со овие како насрешници, некои има предвидено, алпиниуми. Горе во техничко училиште има таму, не знам колку, мислам колку 16 дрвја ќе се насадат, и на Маршал Тито площадот идејата беше на чистота и зеленило да се направи една, кај што се паркинзите карши, што ги викаме скопски дуќани, се направи од мрежа едно зелена површина која практично ќе прави сенка на колите, убаво ќе изгледа. Третото прашање, исплата на вешто лице. За жал, фирмата која го доби тендерот за да го направи кровот на целата спортска сала, која е негде околу на 4000 квадрата. Направи, не знам, тоа еве сега како полека вештите лица испитуваат и ова некои чудни работи кои, например, и да не си некој голем мајстор, ќе знаеш дека тоа така не се прави. Прво, од самите лимови што се спуштани надоле, еден кога допира на друг, уопште не ставиле да има малку преклоп за да не може дождот да влегува. Тоа исто се случува и кај што е она што иде од 30 па на 60 степена. Значи не го пуштиле ово што е на 30 да иде ваму за да водата не влегува. Така да, за жал тоа е тоа. Ние имаме едно вештачење, ова година имаме уште едно вештачење, поднесено е за накнада на штета и плюс поднесени кривични пријави и до надзорот и до извидувачот. Меѓу време Советот, пошто по некоја среќа околу 20.000 евра не им платив, не им беше доплатено, Советот ми донесе на регионот одлука да овие 20.300.000 ми се чини. Со ДДВ ги искористам за да ова работа се санира. Се јави една фирма од Тетово и значи они успеа да го средат. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово ноќеска половина час по полноќ лишиле од слобода 42 годишен кумановец, бидејќи физички нападнал полициски службеници кои што извршувале службени дејствија. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава, информира СВР. Активот на жени при Сдруженијето на пензионери Куманово денеска пред Центарот за култура организираше хуманитарен настан за помош на настраданите во Кочани. Јас како председател на активот на жени при Сдруженијето на пензионери Куманово од Куманово дојдов на идеја за тоа што не задеси така трагедија по цела Македонија и јас дојдов на идеја да реализираме овој базар со помош и поддршка на раководството на ЗПК Куманово и средствата наменети од овој базар е за настраданите во Кочани и ќе бидат испратени на нивна сметка. Полна поддршка од нашето раководство, од културниот центар Трајко Прокопиев и тоа е тоа, решивме и реализиравме. Има интерес, иначе се рачна изработка на членките при активот на жени. Можам слободно да кажам дека многу се вешти и имат вешти раце за спремање на украси, слики, плетени работи, корпи и плюс тоа имаме и сладки работи и баници, пити, се спремено за овој настан наменет за Кочани. Подготовките траја од 12.3. до ден денес, до вчера, фактички до 16. И вчера ги изложивме кај нас во пензионото да видиме колку и што имаме спремено, да бидеме спремни за денешниот базар. И стварно сме успешни и сакам да продолжиме и натаму и ќе продолжиме со нови идеи и со нови подвизи
успех, затоа што имаме полна поддршка од раководството. Во текот на 15-тата недела од 2025 година во Македонија се пријавени 283 случаи на групни пријави за заболени од грип или заболувања слични на грип, за 11,3% помалку во споредба со претходната недела. Во сезоната 2024-2025 вкупниот број на случаи на грип, односно заболувања слични на грип на ниво на државата изнесува 25.613, а на подрачјето на Куманово 2214 заболени. Во месец април во Куманово евидентирани се 46 случаи на состојба на грип. Најголем број заболени лица во Куманово во сезоната 2024-2025 регистрирани се во февруари, кога бројката изнесувала 935. Лекарите порачуваат дека вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна заштита од ова заболување. Според податоците од Управата за електронско здравство, од почетокот на вакцинацијата, а заклучно со затворањето на овој извештај, вакцинирани се вкупно 70.376 лица од ризичните категории на населението со бесплатни вакцини. Во однос на комерцијалните вакцини, вакцинирани се 1919 лица. Во пресрет на големиот христијански празник Великден вчера вечер во Занаетчиски дом се одржа традиционалниот концерт на женскиот камерен хор Света Злата Мегленска. Публиката имаше можност да проследи хорска интерпретација на духовно-црковни numери. Музичкиот настан е дел од програмата за културни манифестации на општина Куманово за 2025 година, реализиран со поддршка на Фондацијата за култура и спорт од Куманово. Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев синоќа беше отворена првата самостојна изложба на Драган Бошковски во организација на Сдруженијето за промоција на интелектуални, мултикултурни и спортски вредности Мотус од Куманово. Присутните имаа можност да разгледаат 22 дела, изработени во техниките масло на платно или лесонит, темпера на хартија, картон и платно. Ликовниот уметник зад себе има ризница од над 400 дела, изработени во текот на континуираниот творечки опус од 50 години. Пред пошироката јавност редовно се представува со своите дела во периодот од 2001 до 2024 година на традиционалната изложба Самоуки во организација на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев. Во пресметката на просечната потрошувачка кошничка ќе бидат вклучени сите видови овошја и зеленчук што се произведуваат во земјава, рече денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Како што истакна Трипуновски на пресконференција во владата, овошјата и зеленчукот ќе се вметнуваат во кошничката етапно, сезонски, зависно од периодот во кој доспеваат и се користат. За оваа цел веќе е изготвен посебен календар кој што е доставен до Министерството за економија. На 22 април годинава ќе се спроведе првиот третман на ларвицидна дезинсекција во периодот од 8 до 16 часот, информира општина Куманово. Исто така на 22 април и 23 април годинава ќе се спроведе првиот третман на дезинсекција против крлежи во раните утрински часови од 5 до 8 часот. Љубителите на игри на среќа кои што ги нуди Државната лотарија на Македонија се заинтересирани за играта Џокер. Велат дека редовно плаќаат Џокер без оглед дали играат лото комбинација. Кој игра ќе добие? Треба да бидеш упорен, велат кумановци. За помладата популација пак за нијанса поатрактивни од уплатата на лото 7 и Џокер се грепките. Кога среќата се бара и чудата се можни со титаниум, порачува Драгана Спасовска. Од Државна лотарија на Македонија највеќе преферирам грепки. Тоа може да се каже титаниум, диаманти, милионер, тие највеќе ги сакам. Убаво е да се игра, бидејќи за 100 денари можеш да добиеш голема парична награда, што може да ти придонесе многу во животот. Играте ли редовно и лото, можеби? Играм лотарија, но преферирам грепки повеќе. Дали тоа значи дека помладата генерација повеќе игра грепки? Да, мислам дека лотарија повеќе се наклонети по старите генерации, додека пак ние младите повеќе преферираме грепки, како и јас лично. Посебните празнични денови за кумановци секогаш се мотив плюс за дарување, а најдобриот подарок велат секогаш се игрите на среќа.
И покрај големата заинтересираност, можеме да кажеме дека уште поголема е заинтересираноста во периодот пред и за време на празниците. За следното коло, фондот со 7 погодоци е 28 милиони денари. Повелете во Лотарија на Македонија, играјте одговорно. Играта Лото 7 е бројчана игра на среќа во која се извлекуваат 7 од 37 броеви. Џокерот е шестоцифрен број кој се генерира по компјутерски пат. Во играта Џокер може да се учествува без претходно учество во играта Лото 7. На едно помошно ливче може да се уплатат и до 50 џокер броеви. Играта на среќа Џокер има 6 категории добивки.